Здраво, риби! Добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои ни ги испраќа универзумот. Се за вас, припадниците на знакот риби, и периодот кој следи, односно месец јуни. Ајде да видиме што ќе донесе месецот за вас, рибите. Значи, генерални се ова пораки за сите. Нема се да се однесува. Јас се надевам дека ќе си ги препознаете пораките кои се за вас, тие што не се, нема да им обрнете внимание и да започнеме заедно да ги толкуваме. Еден дел од вас сте вие, еден дел од вас, рибите, вие сте сега во една ситуација каде мора да донесете одлука и тоа мора да ја донесете одма и сега. Во моментот кога ќе пристигне кон вас барањето за одговор, или во моментот кога ќе пристигне кај вас прашањето, што и да е, нешто доаѓа и вие на тоа веднаш мора да одговорите, ама веднаш. Значи, немате многу време за размислување, немате доволно информации, немате доволно знаење околу ова. Вие сега веднаш треба да одговорите. Што се случува, не знам, тоа вие во вашиот живот знаете што е. Оно што знаме дека не знаете како да одговорите, не знаете што да направите и проблемот е кај вас сега што итноста на ова е проблемот. Итноста на нештово ви стварате потешкоти да одговорите на ова. Да одговорите, Значи, јас зборувам во метафора. Да одговорите, значи, може да значи се. Значи, кажав, итноста вам ви прави проблем. Зошто итност? Некој дел од вас сами сте ја наметнале ова итност. Некој дел од вас, некој моќен ви ја наметнува. Некој под кој сте подчинети. Може да биде се, буквално може да биде се. Значи, може да биде во домот некој на кој сте подчинети, жалам, но може да биде. Може да биде на работа некаде каде сте подчинети. Може да биде во приватниот живот ситуација на која сте и подчинети, може да биде порок на кој сте подчинети. Значи, апсолутно се може да стане во збор, тоа само вие го знаете на што сте подчинети и на кого сега итно мора да одговорите. Може би, кажав, самите си ја наметнувате оваа итност со цел да постигнете успех, или пак со цел да надвладеете во некоја ситуација, да надмудрите нешто, да завладеете со ситуација, со човек, со личност, со било што. Важно се очекува од вас реакција брза. Сега јас знам дека вие не ги имате сите ресурси од кои може да црпите сега знаење како би дошле до вистинскиот одговор, но вие сега ќе преземете еден малку поинтересен метод, нешто што ретко го правите, но овој пат немате избор и ќе донесете одлука базирана на незнаење, знаење кое доаѓа од искуство, туку вие ќе донесете сега одлука која доаѓа само од интуиција. Ни знаење, ни искуство овде нема. Овде има само интуиција, нешто во вас длабоко ќе ве води. За жал, некој од вас ќе сакате да преку измама да го направите нешто, зашто и да се работи, а некој од вас пак значи може да биде се, може да биде од двете страни да се наоѓате. Може другата страна преку измама нешто сака да ви направи, може вие
Тоа само вие го знаете. Но пак дел од вас може да успее преку оваа одлука која доаѓа од незнаење, само од интуиција, може пак да успеете нешто насреќа. Нешто насреќа да добиете, но ова што ќе го добиете не е мало воопшто, ова е нешто многу ретко и што може да се добие и нешто многу големо. Премногу ретко. Некој може да доживеете невидена среќа заради оваа одлука ваша, која дошла избрзана и само од интуиција. Некој од вас пак во позадина, ова вие може и не го гледате и не го знаете, но постојано ве турка и сака да одите само напред. И овде се двои енергијата за дел од вас. Ова туркање напред е многу добро, доаѓа од добри побуди, цели и мотиви, но за дел од вас овде нешто се крие. Вие не го знаете тоа што се крие. За тие што не сте во добра некоја ситуација, ова нешто, значи, се што споменавме негативно е на вас, во вас и само во врска со вас, тогаш вие треба да знаете дека кон крајот на месецот некаков баланс ќе се постигне, ќе се избалансираат работите и нели, напоменав дека дел од вас ќе сакате и нешто некому да сместите некаква, нешто нечесно да направите. За вас важи ова, или некој да ви направи, нели, споменав, за вас ова важи дека кон крајот на месецот ќе почнат работите да се балансираат, ќе почнат некако да се од маглата да се појавуваат појасни работите, да стануваат, да си ја покажуваат својата вистинска слика. Сите ќе можете да ја видите вистинската слика. Овде се работи за тие што сте вклучени во нешто со повеќе луѓе и мислам дека ќе се избалансираат работите, ќе почнат да се избалансираат, вие ќе почнете сите да размислувате малку покреативно, малку помудро, посмирено, без избрзани реакции, без избрзани одлуки и на крајот ќе се договорите и ќе заклучите дека сите сте од иста страна, сите сте еден ист тим. Не може овде да има недоразбирање, не смее да има и ќе дојдете до многу креативни решенија кои ќе ви донесат и многу успех. И заеднички ова ќе го правите. Нештото ќе го правите заеднички. Значи, за тие што не сте во некоја добра и нестабилна ситуација, знаете дека полека од маглата ќе почнат да излегуваат вистинските работи, ќе почнат да се појавуваат на виделина и нештата ќе станат многу појасни, а со тоа ќе дојдете до вистински решенија, конкретни, креативни, позитивни одлуки кои ќе ве направат посреќни, затоа што со тоа ќе дојде разбирање, ќе дојде пријателство, ќе дојде едноставно ќе станете тим. Не знам, за некого поракава е. Може би 4, може би 5 души сте во нештово, но сите заеднички ќе учествувате во решавање на нештото и заеднички ќе доживеете успех. Сега, еден дел од вас ќе доживеат некаква непријатност заради некој овен во вашиот живот. Може би е овен, може би е некој кој е над вас, значи може многу помоќен од вас. Значи е над вас. Може да владее на некој начин со вас.
И вие овој месец ќе доживеете некаква непријатност од овој човек. Сега може да е човек, кажав, но може да е нешто друго, некаква ситуација, некој голем, некоја институција, нешто што е многу помокно и многу над вас. Ќе направи нешто со кое вас ќе ве вознемири, може би многу повеќе ќе ви наштети од само едно вознемирување. Вие гледам дека после ова што ви го направил, што ви се случило од овој човек, од ова ситуација, од ова институција, вие сега сте разочарани, вие сега се грижите премногу, вие сега имате многу грижи. Јас гледам многу непроспани ноќи, када се будите во паника, во анксиозност, во разочарување, во тага. Овој човек ви го направи, ако е човек, можно е да ви го направил тоа не заради тоа што сте го заслужили, или заради тоа што тој така сакал и одлучил, измислил дека вие го треба да го доживеете ова, го направил само затоа што му се може. Само затоа што му се може и затоа што е таков човек и затоа што вие сте му се нашле на патот и нема ништо лично овде со вас. Можеше да биде било кој. На овој човек само му се може. И тој е таков човек, тој може да предизвика бура во животите на другите луѓе. И сега и овде се двои енергијата. Јас мислам дека дел од вас вие го доживувате ова затоа што многу му уверувавте на овој човек, ве стави на некаква позиција, ви даде некаква власт, ви даде некаква моќ, можеби па и ви даде некакви привилегии и вие слепо верувавте на ова. Меѓутоа малку чувствувавте малку непријатност, некако почна да станува малку вознемирувачки ова додека траеше, но не обрнувавте внимание, не обрнувавте воопшто внимание, вие само се радувавте на тоа што ви го даде. Вие бевте срекни за тоа што го добивавте од него, дали беше мојк, дали беше некаква власт над нештата. Нешто беше такво и сега тој ќе си го покаже вистинското лице, ќе си го покаже вистинскиот карактер. Тоа вас многу ќе ве вознемири. Ќе направи нешто, нешто многу лошо ќе направи. Не се грижете, може да е обична ситница, може да се работи. Понекогаш овие работи што ги споменуваме, знаете, некогаш имаат влијание само еден час во денот, може би само еден ден, може би се многу мали, ситни. Но тука се, ете ги споменуваме. За жал за некого ќе бидат поголеми, но тоа е тоа. И како што кажав, ќе направи нешто. Ова што го прави ќе ве вознемири, многу ќе се грижите, премногу ќе се грижите, многу имате грижи, но може и многу сте вложиле во нешто, па сега ви е жал, зошто мора, или пак нешто завршува, нешто што вам ви беше дадено, како подарок, како да го имате во собственост, ви одземено, или пак ви ситуација, нешто во животот ви беше дадено и сега ви одземено, па заради тоа се грижите, имате тага во вас, зашто завршува, толку беше убаво, зашто не може да трае се уште. Нешто во тоа иде. И сега дел од вас ќе биде побарано нешто, како што споменавме на почетокот, нешто итно, со енергија на итност, ќе биде побарано од вас, но вие не знаете што да правите сега, што проблемот е што ова што е побарано од вас, вие го немате, а мора да го дадете. Се може да биде совет, може да биде информација, може да биде
финанси, значи се може да биде буквално. И сега се грижите како да го најдете сега одговорот на ова, како да го најдете решението на ова, зашто вие во вас го немате. Нешто е во вас, а вие го немате. Буквално во вас. Дали во вас, во душата, во мозокот, во джебот, нешто во вас, а го немате, а ви е побарано. И тука постои опасноста да може да донесете избрзана реакција, затоа што многу пак сакате да одговорите на нешто, а немате тоа што се бара. Затоа ве молам, бидете многу внимателни. Постои опасност дека дел од вас може да влезат во некакви матни води само поради избрзана одлука или реакција, или поради желба за моќ или власт над нешто. Значи, секогаш кога ќе се најдете при таква одлука, ве молам, погрижете се да не донесете избрзана, ќе ве однесе во многу неубави ситуации од животот. За сите другите кои ќе смислите креативни решенија, кои ќе работите заедно со другите, кои ќе послушате совети, за сите вас предстои голем успех, убави моменти, дури успех проследен со славење. Драги мои риби, уште за крај да одговориме на вашето прашање, нели? Си замислувате прашање, јас ви одговарам со да или не, или желба. Да, одговорот е да, значи сигурно да, ова е една нова идеја, креативна идеја. Овде се појавува уметникот во вас и овде се појавува во вас онај креативната вие, кој знае да ги најде решенијата буквално за се. И одговорите за се. И тоа е тоа овој пат. Се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао!